Докторке Грубовиќ, кога ќе започне примена на методот на лекување со крвна плазма од веќе излекувани? Па ние веќе има 2 недели сигурно, значи ги подготвивме протоколите, одобрени ни се од етичката комисија на медицинскиот факултет, доставени се и до Министерството за здравство и веќе активно сме во соработка со Универзитетската клиника за инфективни болести и почнавме со регрутирање на рековалесцентите од кои прележале COVID-19. Се надеваме дека веќе ќе ги имаме првите доброволни донори на конвалесцентна плазма. Има ли некој критериум што излекуваниот треба да го исполнува? Па пред се, треба да има верификуван доказ дека бил заболен од COVID-19 и дека е лекуван. Потоа треба да има 2 последователни негативни теста и да се поминати 21 ден, без никакви симптоми од вториот негативен тест. И потоа, после контактот кој што ќе го направиме, земена анамнеза, дали се чувствуваат навистина добро, каква им е состојбата, дали ги исполнуваат некои услови, например, општи рамки да бидат измеѓу 18 години, 60 години, над 60 килограми и да ги исполнуваат сите услови, за доброволни донори на крв, што би било дека се здрави во моментот кога ги покануваме за дарување без некаква хронична или друга тешка болест. Повторно се повикуваат да се направи трет тест, кој што треба да е исто така негативен, да се направат биохемиски анализи, крвна слика, определување на крвна група, на регуларни антитела врзано со самото крводарување кои би биле поврзани и исто така ќе се подложат на стандардните испитувања за сите крводарители, односно испитување на болести преносливи со крв, на сифилис, сида, хепатит Б и С и доколку се ова е во границите на нормалата, тогаш ќе може да пристапат кон процесот на дарување на плазма. Како ќе регрутирате излекувани од кои ќе ја земате крвната плазма и што во случај ако некој не сака да биде донатор? Ова е вид на крводарување, нели, само е поспецифично, тоа е доброволно, и не можеме ни под никаква присила, нити ние тоа целта, никого на сила да го натераме да дарува плазма. Тука се контактите што ги имаме од клиниката за инфективни болести, од пациентите кои што лежеле таму и од Институтот за јавно здравје. На нашиот вебсайт, Институтот за трансфузиона медицина, ќе има поконкретни информации околу дарувањето на конвалесцентна плазма и ќе има и формулар на кој што луѓето кои што ние не ги знаеме, кои што можеби биле асимптоматски и ја прележале болеста, ќе може да се пријават и секако доколку ги исполнуваат условите кои што се потребни да станат донори на ваков вид плазма. Како ќе се решава кои од болните пациенти ќе примаат крвна плазма од излекуваните? Знаете како, нашите протоколи се базирани на европските регулативи, но пред се повеќе на американските, бидејќи тие први, после кинезите, први почнаа со собирањето на овој вид и примена на овој вид плазма и ги следевме препораките на американските асоциации на крвни банки, Американската агенција за храна и за лекови, каде што препорака е да се употребува плазмата кај тешки болни и кај животозагрозувачки и секако болни кои што клиничарот кој ќе процени дека болеста може да прогредира во тешка форма. Дали постојат евентуално некакви ризици од користењето на крвна плазма? Начелно тоа е безбедна метода, меѓутоа сепак минимален ризик можеби постои али викам, не поврзано со конвалесцентната плазма, како на плазма добиена од луѓе кои прележале COVID-19, туку од самата плазма која што во многу ретки 0,01% случаи може да даде некаква мала алергиска реакција, инаку друг ризик навистина нема.